вториот дел на интервјуто да преминеме на економски теми. Според најновото истражување за индексот на мизерија, Македонија е меѓу првите држави во Европа. Што покажува ово? Па тоа покажува сето она кое што ние го зборуваме дека е точно. А тоа дека имаме работа со најнеуспешната влада, со најкриминалната влада и со влада која што нема никаква визија како да ја развива Македонија и како граѓаните да ги направи среќни. Додека самите велите, според индексот на мизерија, ние сме најсиромашната земја. Тоа е еден катастрофален резултат. Од друга страна, преку еден друг индекс, а тоа е на ранглистата на Транспарентност Интернационал, индексот за перцепција на корупцијата, Македонија е најкорумпираната држава. Перцепцијата е за најкорумпирана држава на Балканот и една од најкорумпираните држави во Европа. По некои други критериуми, а тоа се странски инвестиции по глава на жител, сме убедливо последни на Балканот. Косово е пред нас, кој што се уште ја нема дооформено својата државност. За да не зборувам за Бугарија, Србија, Албанија, тоа е веќе многу пред нас. Така што по секој параметар, буквално оваа влада на СДСМ изминативе 5 години и веќе неколку месеци е влада која што е убедливо најнеуспешна во независна Македонија и затоа ние велиме тоа е уште еден аргумент плюс да одиме на предвремени парламентарни избори. Така, мерките што ги прави владата се задоцнети се чини. Вие предложивте и неколку амандмани за помош на најранливите граѓани, ги одбија, но ни самите мерки кои ги предлага владата се уште не се влезени во собраниска процедура. Така е, точен ви е заклучокот, но она што е најшокантно е што за младите мерките кои што беа поддржани, предложени од ВМРО-ДПМН, одбиени од страна на владата, тие не ги аплицираат, односно ги одбија онака ладнокрвно, па се обидоа тамо со неколку мина да дефокусираат во текот на изминативе денови, да фингираат некаков си диалог и така натаму со тотално нерепрезентативни, некредибилни представници на студентите, или да бидам уште попрецизен, со луѓе кои што се членови или блиски до владеачката СДСМ. Тоа дополнително ги подгреа чувствата на студентите во негативна насока и дополнително стимулира нервоза кај нив поради тоа што ни се случува и затоа единствен виновник за одливот на паметни глави, на млади паметни глави е оваа влада. Се сеќавате тука пред владата недалеку од ова студио кога редеа чифта чевли тука и така натаму, па велеа не знам колку луѓе се иселиле, па тие кои ќе добиле шанса ќе ги вратат тие луѓе. Јас не само што не видов некој да дојде. Зголемен бројот на граѓани кои ја напуштија. Неколку кратно е зголемен. На граѓани паметни глави кои што ја напуштија Македонија, за жал неколку кратно се зголеми тој пар чевли пред владата. Тие ништо не направија и продолжуваат да не прават, односно продолжуваат да го стимулираат тој екзодус со ваквиот начин на практицирање на политика. Се што ќе предложи опозицијата, одби го не чини. Еве, еден еклатантен пример е ова за кој што сега зборуваме. Тоа е субвенцијата на студентскиот оброк да биде зголемена од 120 на 160 денари, бидејќи инфлацијата е 20%, а храната е поскапена за повеќе од 30% на годишно ниво. Како можат тие луѓе истото тоа што лани го купувале за 120 денари, сега да го купуваат исто така за 120 денари. Затоа ние велиме, имајќи ги предвид овие параметри, дајте да им помогнеме на овие луѓе, да им дадеме некаков стимул да останат во државата, да не ја напуштат Македонија. Тоа е она кое што они за жал го испуштија, но исто така сакам да кажам дека ВМРО-ДПМН имаше активен предлози во неколку други области, како што е да речеме викенд без ДДБ. Потоа излезе владата вели, ама тоа е предлог на ЛДП. Добро. Нека е, дајте да го поддржиме, нека помине. Ништо е тоа. Потоа им велиме, видете, бизнис коморите велат дека не се за скалесто одначување, на така наречен прогресивен данок, и дека треба да го одложиме примената на овој закон која што е предвидена за 1 јануари, за помалку од месец и половина денеска. Исто нема никаква би рекол повратна информација од страна на владата, исто и тоа е вака само по себе шокантно. Единственото нешто што можам да го поздравам и да го прифатаме односно две мерки кои што ги прифатија, а тоа е на првата мерка каде што побаравме повластена цена на струјата за водостопанските предпријатија и јавните комунални предпријатија кои што стопанисуваат со пречистителни станици и отпадни води.
тука веќе го прифатија тоа и тоа го чувствувам како потреба да го поздравам. Тоа беше наистина осмислена, добра мерка, бидејќи постоеше опасност до енормно зголемување на цената на водата за граѓаните и за стопанството, што ќе беше наистина уште еден дополнителен шок за самите граѓани и за самата индустрија и ќе влијаеше повторно негативно во делот на инфлацијата и стандардот. И втората мерка што исто така ја прифатија е што обезбедија повластена цена на струјата за училиштата, основните и средните, кои што беа претходно поради нивните погрешни политики на слободен пазар. И тоа исто така би сакал да го поздравам. Тоа се двете мерки кои што ВМРО ДПМН ги предложи, после долго натегање ги прифатија и мислам дека тоа е добар чекор. Кога сме кај струјата, се најавува ново поскапување на струјата, власта се обиде да го релативизира и тоа дека нема да биде поголема од 10%. Зашто Македонија плаќа најскапа струја во регионот? Па јас според Евростат извадив едни бројки, параметри за првата половина од 2022 година. Еве да не биде ВМРО ДПМН, иако председателот на соседна држава вели дека Македонија плаќа најскапа струја во регионот. Да, но еве јас ќе се задржам на овие бројки кои што ги публикува Евростат. Факт број 1. Дека во првата половина од 2022 година македонската индустрија, македонското стопанство плаќа убедливо најскапа струја. Многу фирми најавуваат затварање, не можат да издржат по неколку илјади, мали фирми, средни, по неколку илјади евра плаќаат струја. И многу затворија. Така. И многу затворија. Ако се вратиме назад, ако се транспонираме 5 години назад, во 2017-та, бидејќи тие секогаш прават некакви споредби со претходно, тогаш македонското стопанство плаќало најевтина струја, споредено со државите во регионот. Кога збелам државите, тука мислам на Албанија, Косово, Србија, Бугарија, Турција, Хрватска, Словенија и така натаму. Сега сме најскапи како стопанство. И тоа е шокантно и тоа само по себе ја прави македонската економија и стопанство неконкурентни и само по себе голем дел од тие компании поради тоа што се неконкурентни ќе треба да стават клучна врата да затворат и тоа повлекува еден друг негативен тренд, а тоа е зголемување на невработеноста. Дел од тие луѓе ќе завршат можеби во друг тип на компании, дел од тие луѓе ќе напуштат трајно Македонија, работоспособно население. И тоа се работи кои што стратешки негативно влијаат за иднината. Јас не зборувам за сега. Сега ова е шокантно и девастирачко. Јас зборувам за 20-30 години од денес. Ако овие луѓе ја напуштаат работоспособни, здрави, млади сега и не се вратат повеќе, тоа остава трага за иднината, бидејќи тие ќе формираат семејство некаде на друго место наместо тука и така натаму. Тоа е еден историски стратешки процес кој што за жал овие не знаат како да го менаџираат. Така, останувате на ставот дека нема да гласате за заемот од 100 милиони евра, ако тоа значи затварање на регбито. Апсолутно, да. Ние рековме дека сме против тоа, бидејќи еден од условите е да бидат затворени термоцентралата Осломи и рударско-енергетскиот комплекс, би рекол, комбинат Битола, бидејќи таму имаме и рудник и термоцентрали 3 блока, нели, во Кичево рудникот мислам дека не е толку во експлоатација, односно нема веќе резерви, само тој јаглен увозен што се носи, функционира само термоцентралата. Така, инфлацијата во Македонија е една од најголемите. Власта се обиде и тоа да го релативизира дека е увезена. Колку е увезена, колку е неспособност на власта? Многу едноставно тоа се докажува. Како се докажува? Колку едноставно? Еве ќе ви дадам еден пример. Власта вели дека е увезена. Како, ако е увезена, наш најголем трговски партнер е Европската Унија. Како може, ако е увезена, инфлацијата во Европската Унија да е 2 пати помала од инфлацијата во Македонија? Таму е околу 10%, кај нас е околу 20%. Неке да е само затоа што е увезена. На страна Европската Унија, Албанија, Грција имаат помала инфлација. Апсолутно. Сите имаат помала. Ние имаме убедливо највисока инфлација, тоа значи дека се неспособни. Сега пазете се што прават. Сега го креираат буџетот за следната година, за 2023 година. И велат дека ќе имаат буџет историски во делот на расходите од 5,3 милиарди евра, ако не се лажам, но исто така
И во приходната страна, односно тоа што го собираат од граѓаните и од стопанството, ќе биде исто така рекордно висок. И сега како они калкулираат дека ќе имаат дополнителни приходи? Вика, поради високата стапка на инфлација, која што ја предвидуваат на 7,7%, ако не се лажам, и поради тоа што они предвиделе 2,9% раст на македонскиот бруто домашен производ, што ќе стимулира потрошувачка, граѓаните поише ќе трошеле демек пари. Па видете како размислуваат. Значи, БДП 2,9 и инфлација 7,7, тие ќе имале поголеми приходи во буџетот. Од ни помалку ни повеќе 400 милиони евра. На тие 400 милиони, значи тоа се пари поради инфлацијата од граѓаните, поради нивните лоша политика оваа година, они очекуваат повеќе пари следната година, значи повеќе арач од граѓаните. Тоа е 400 милиони евра. Потоа велат 80 милиони евра е заемот односно грантот кој што ќе го добиеме од Европската унија. Односно нето е 65, бидејќи се споредува со претходната година кога имало 15 таков грант, сега ќе има 80, значи нето е 65. И останатите до 500 и не знам колку беа таму 560 милиони дополнителни приходи се од даноци. Кои даноци? Данокот на личен доход и скалестото од даночување. И затоа треба сериозно бизнес заедницата и стопанските комори да се позанимаваат, а ние како политичка партија, како ВМРО ДПМН, во текот на вчерашниот ден имавме седница на извршниот комитет и донесовме заклучок дека во периодот што следи, кога ќе се отвори дебатата за буџетот, итно ќе побараме состанок со раководствата на стопанските комори, бидејќи владата не ги запознала, сакаме да ги запознаеме на основа на што ја темелат зголемената приходна страна, односно како планираат да ги зголемат приходите во буџетот, тоа значи дополнителни даноци за стопанството. Сега ако стопанството му одговара да има дополнителни даноци, тогаш тоа е одлука на стопанството. Сеќавам колку сегашната власт која беше во опозиција реагираше за буџет кој беше дупло помало од овој сегашниот, сега имаме речиси 5 милиарди евра буџет. Политички измамници, јас немам што друго да кажам, тоа се политички измамници. Тие лажеа, измислуваа, клеветеа, омаловажуваа додека беа опозиција само за да дојдат до привилегии. И сега го исцрпуваат народот со секаков притисок. Но повторно ќе кажам, шанса за сето ова да има одговорност и разрешница се предвремени парламентарни избори. Без предвремени парламентарни избори ова само ќе тлее. И одговорност ќе имаат сите. Ако мисли некој дека од тие 61 што ја поддржува владата ќе биде амнестиран, се лажат. Сите тие ќе имаат одговорност. Така, јавниот долг достигна над 60% од БДП. 400 милиони евра за еден квартал. Откако е СДСМ дојде на власт е за 2,5 милиарди евра. Откако е СДСМ дојде на власт. Но само во последниот квартал е зголемен за 400 милиони евра за третиот квартал. Тоа е шокантно. Тоа е премногу. Тоа е повеќе од 400, мислам 420, дека беше, но да не се лажам. Тоа е по 700 евра од семејство. И тоа е навистина. Колку нема задолжено од како се дојде листа да стама на само последниот квартал. Само оваа година од 1 јули до 30 септември, само за тие 3 месеци, јули, август и септември, 420 милиони. А од колку се дојде не кажавте вие 2,7 милиарди евра, што да немам податок дека Тоа е шокантно, како да ви кажам, тоа е шокантно. Тоа се пари украдени. И тоа не би било толку проблематично кога би пораснал бруто домашниот производ за 3 милиарди, 3,5, 4 милиарди. Проблемот е што долгот пораснал за 2,5 милиарди, а бруто домашниот производ пораснал за 1,7 што значи дека 800 милиони евра некој ги украл. Како ќе порасне БДП кога нема нови инвестиции? Сите инвестиции се од времето на претходната влада на ВМРО или е некоја нова реинвестирана? Нема нова инвестиција. Нема никаква нова инвестиција, нити па има некоја на повидок, нити па ќе има, бидејќи нема они проактивна политика за привлекување на странски инвестиции ќе држат. Па лекции ќе држат, ама не знаете, може да држат лекции само за крадење, но додека се таму, додека Спасовски го држи на Министерството за внатрешни, додека има обвинителство и судство кое што е партиски окторирано, ќе биде така. Кога сето тоа ќе биде ослободено од овие луѓе, тогаш ќе си дојде и одговорноста. И како најново имаме ново задолжување од 500 милиони евра. Зашто ќе ги употребат сега овие пари? Како ја донесува државата во бездна, откако доведоа во подзнак прашање ликвидноста
на државата, односно редовната исплата на плати, пензии, обврски кон стопанството и така натаму. Сега што прават? Сега се обраќаат до единствените институции кои што стојат на располагање. Тоа се последните ММФ и Светска банка. И добро е бар од таму што поземуваат, бидејќи ќе има зголемен мониторинг и контрола на трошењето. Врзница никој не сака веќе да им издаде. Па мислам може би дека кај домашните банки. ако има можност, они ќе се одлучија на врзница, бидејќи тогаш ќе немаше контрола на трошењето на тие пари. Но проблем број 1 е високата камата, приносот на таа врзница е страшно висок за македонската врзница, бидејќи ризикот е голем. И второ, се помала е ликвидноста за врзница која што издава Македонија. Тоа е најголемиот проблем, затоа они се фаќаат за сламка, но добро е што е барем Народ си кажа, но никој веќе не сака ни да ни поземи пари. или многу малку, но добро е што се врзаа со Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд, бидејќи ќе има некаква таква контрола. Иако шокантно е тоа што се задолжуваме, но барем некаква контрола ќе има на трошењето. Господин Мицковски, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам да ги издржите сите притисоци на кои сте изложени. Благодарам на можноста, поздрав до вашите читатели и во случајов гледачи.